Добро вечер. Еве не со нова емисија кај нас, почитувани гледачи. Вечерва сакам да поразговарам воедно и пред поширокиот аудиториум да представам ново книжевно дело во Кавадарци кое беше промовирано денови во нашиот град. Се работи за Мојот блуз на Маријан Тодоровски. Ова книга представува прво дело, прва книга, прво печатено издание, а верувам нема да биде прва, на мојот добар пријател и неку долгогодишен новинар, би рекол, колумнист, па можам да се осмелам да кажам и публицист, уредник на програмата на Домот на културата, инаку познат блогер, музички критичар, реков колумнист и хроничар на својот град, Маријан Тодоровски. Некој ќе ми замери, ќе рече, па многу титули за еден млад човек, меѓутоа јас така го гледам со оглед на тоа што го познавам Тодоровски од многу одамна, уште кога како соработник во Радио Кавадарци пред 20 и нешто години, за прв пат почнавме да другаруваме. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за добриот увод, посебно за она младоста. Младоста, нели? Релативно, али во срцето е најважно. Јас секој ще доживам како млад човек, затоа што ти секојаш си со авангардните идеи. Така и со музиката, така и со пишаниот збор, така и во културата, каде што сега и професионално се ангажира. Зошто така? Па зошто? Авангардата представува прво нешто ново, нели, воведување, али кога има што да се каже. А кога нема што да се каже, тоа е еден обичен воздух. Знаеш, денеска зборуваме, утре го нема. Може би и затоа толку доцна после 20 и повеќе години работење со култура, со повеќе со музика, па со новинарство, па еве со блогерајот последните години, еве создаде едно парче, кое што е повеќе лично, неголи што зборува за другите луѓе кои не се дел од мојот живот. Како што мојот пријател и промотор Александар Малинков кажа, помеѓу две корици, еден живот. Многу убаво кажано. Таа мисла му е бендисав и новинарите ја цитираат таа негова мисла. Очекував да те видам во твое прво вакво издание со твоите блогови, твоите коментари, твоите хроники на Кавадарци кои од 2006 година редовно ги објавуваш на интернет и наеднаш поезија. Што се случи? Што е тоа што одлучи да оде кон поезијата? Да. Поезијата инако е дел од мојот живот. Пишувам, може би ретко објавувам некаде. Интернетот е добар медиум, кај што може би собрав храброст пред поширок публицитет, по јавност да објавам некои работи, видов дека тоа е добро прифатено. Не дека јас откривам сега топла вода или не знам со поезијата, може би е пред се заради тоа што е емотивна, отворена, вистината разголена. Те разбирам. Во самата книга пишува, книгата е прво моје дело, книжевно, книжевно издание, апсолутно. Објавено како самостојно издание. И тоа е многу ретко и оригинално. И најважно од сето е тоа што книгата е посветувана на мојот покоен брат Петре. Ете, некако се совпадна 20 години од кога него го нема. Може би затоа толку емоции на самата промоција, но сепак тоа беа се драги луѓе на кои што уште еднаш морам едно големо благодарност да им искажам, едно големо благодарам за тоа што беа дел со ето таа една моја вечер на едно поетско разголување. За разлика од другите промоции и слични настани, кога токму баш така ти, како што рече, се покануваат секакви луѓе и блиски и не блиски, ти сакаше да во кругот на твоите пријатели, роднини и не знам, така луѓе со кои си го имаш имаш позитивната вибрација, направи една убаво другарување и преку тоа твое искажување на емоции ти всушност го ослика својот живот меѓу твоите. Имаше малку трема, меѓутоа на крајот многу убаво кажа, ако природно е да се има трема, тремата е, значи имаш одговорност, имаш кон она што го работиш, имаш позитивна трема, така да кажам. Сега сакам за таа промоција да ни кажеш неколку збора, зошто во Соколарт и зошто во таква обвивка каква што ја направи, а не како што обично се прави.
Па вака, Сокол Арт. Прво тука станува збор, нели, за ателје, односно уметничко студио на самостојниот уметник Ристо Соколов Сокол. Добро. Иначе, еден од моите најдобри пријатели, соработуваме години наназад, во добро и во зло сме заедно. Точно. И просторот, иако може би не е строго наменски за овакви работи, литературни би ги рекол, но мојата желба, која што Ристо ми ја исполни, ете, се реализира токму во неговото студио, таму да биде промоцијата. Пред се за него, но и за сите пријатели, соработници, уметници, обични луѓе, кои што ете, најдовме едно катче, каде да се отргнеме од секојдневието, од секојдневните обврски, али таму најдовме креативно катче. И кажа, морам повторно мојот пријател Александар Малинков да го цитирам, сите ние сме Сокол Арт. Баш во вистинска, во права смисла на зборот. Сите имаме своји професионални обврски, но приватно дел, кај што таа креативност излегува од на крај кај што со позитивна енергија ја најдевме таму. Изданието е самостојно. Зошто самостојно? Па, може би така, Обично сите бараат спонзорчиња, дека вака, до крај ќе ја така. задржам таа интима Па и таа веродостојност на приказната, без да ми се плетка некој во корица, без да ми се плетка некој во, не знам, Да, во да ти самата, сугерира, направи го вака, забележа тебе- ти дека нема ни класичен рецензент. Во Апсолутно, секој случај, јас апсолутно. книгата е проверена, литературно и ова, она, но самостојно, но со мала, односно голема помош на моите пријатели. Така. Во книгата ги пишав сите, јас дори Можеме да ги ми кажеме. сега, Можеме, бидејќи кој Ристо го заслужува. спомнавме, Да. Соколов, ево мораме, пошто веќе се гледа и корица и седел, прво да ја спомнам од сите, мојата драга пријателка и соработничка, ликовниот уметник Билјана Соколова. Таа е автор на Корицата, ја изработија заедно со Тони Коцев во фотостудиото Експрес. Таа е автор на плакатот, таа е автор на поканата, автор е на фотографиите кои што еве денеска излегува и на интернет, во некои Facebook страни, Сакам некои да ги гледаме јутре, сега ги и ќе информираш. излегуваат, бидејќи има многу, ќе излегуваат постепено, а они моменти кои што ја доловуваат цела промоција. Тука има многу луѓе, дури вака, може би ќе заборавам некој да спомнам, али еве, можам Да се слободно прочитаме, од да се книгата прочитаме, да кажам. Нема грешка. Младите соработници на Сокол Арт, не смеам да ги заборавам, Алберто Ичев и Трајче Јованов, кои што цело време беа дел од стварањето на оваа книга. Ако не некогаш знаеа, едноставно да молчат додека ние работиме, И тоа е помош. и тоа е помош. Тоа е помош. Тони Коцев, не смеам да го заборавам не само заради книгата, него и за ред други работи низ годините минати како маестро, фотограф, уметнички. А исклучително морам овде да ги спомнам Александар Малинков, не само колега, туку пријател, и како што тој самиот се е подпишан во неговите зборови во книгата, Така? тој другиот блузер, боем, пријател Александар Малинков. Убаво. Така и Исклучително голема ми беше честа пред се, што успеав пред овдешната јавност да ја представим Билјана Ставрова, Ало Џозовска. така. Инаку моја Наша долгогодишна сограѓанка, новинар, моментално во А1, Да. инаку моја долгогодишна пријателка, би рекол слободно, како сестра. Затоа таа и Јацо беа Малинков промотори. Како луѓе кои што многу им познаваат, да ги знаат сите мои страни на живење. Добро. И всушност ќе видат и гледачите, нели, материјалот кој што Ќе се случи од промоцијата. Па пошто тоа не можем да го прераскажем, беше сведок и ти. Морам овде да го спомнам, да испомнам моите другари Горан Дуков и Петар Ѓорѓиев, Пецо, кои што се низ годините минати беа една поддршка која што нема зборови како да кажам. Сите мои падови Многу подами значело. значи, Многу тоа ти е. значело. И мојот драг пријател Петров Петре, познат како Пица низ градот, кој што е една сенка без која не се може и кој што е ете спомнати овде во книгата во една песна.
Секогаш дека вечерта која што беше таа промоција, немаше да биде тоа што беше, ако не беа уште други мои пријатели, Зоран Станојев Дейзи, со неговата гитара и деновите минати заедно, Виктор Кимов, кој што така прекрасно ја проследи на акустична гитара цела вечер. Музичката поддршка која што ми ја дадоа моите пријатели Джоке Бейбис, Златко Паја, Трајче Панов, секој со свој сегмент музиката која што настан поврзува. Дали некој пуштал музика во некој клуб или како со Трајче Панов заедно работевте јадници часови емисии, музички клуб особено 206 изданија. Да, многу успешна и многу добра емисија, таа ми остана во впечаток. Во секој случај, особено морам да и на радио Кавадарци и на телевизијата Квешија, не само за поддршка за при издавањето на оваа книга, при договорите како и што да се промовира медиумски, него воопшто за соработката која што имаме и приватно и професионално. Сепак овде сум јас и соработник, но и пријател со ова е твоја куќа. Дали ова издание ќе остане тука во Кавадарци или нешто како да Зачов ќе го преиздадеш во Скопје? Сега има две работи. Да. Без разлика, ние поразговаравме малку. Имам понуда да има второ издание. Добро. Но понудата може да се смени да биде друг материјал, да не биде поезијата. Добро. Во зависност од не би спомнало сега издавачот, но наскоро тие работи секако ќе излезат во јавноста. Стана збор за сериозна понуда, без никој да се плетка, да едноставно да се моли, него понуда од самиот издавач. Се посветуваш ли подлабоко на пишувањето? Значи ли тоа дека полека почнуваш да навлегуваш во литературните писателски води? Поетскиот дел ќе остане, поетскиот дел во секој случај ќе остане поинтимниот дел од моето пишување. Добро. И не можам да кажам дека после 3 месеци или после 13 години ќе биде втората поетска книга. Во секој случај, веќе овие денови, и тоа ќе спомнам пак со мала, но голема помош на моите пријатели, соработници, браќа, сестри, едноставно во животот кој што го живеам јас таков каков што е, започнувам со подготовка. Не можам да кажам кога ќе биде, но тоа е баш оној дел ти што го спомна, каде што сум своевиден, па нека биде тоа и субјективно, хроничар на случувањето во градот Кавадарци. Мене тоа посебно како новинар ме интересира, затоа што ти во тие колумни кои од 2006 година ги објавуваш и многу луѓе ги коментираат, сакам да доживеете едно вакво издание не од друго, затоа што се печат една историја на градот. После 20-30 години ќе бидат мерило на некои вредности во тоа време. Се уште и покрај интернетот како масовна појава, како читлива, сепак парчето книга во раците се уште повредни од документ. Тоа не за мене. Тоа нека звучи старомодно. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Денови го чувствува во едни кулуари, рекоа дека тоа што ќе отиде во етер, оди и во ветер. Меѓутоа оно што ќе се напише е документ, без разлика што нема печат и подпис. Тоа е документ на времето. Значи нека најава. Нека чисто спомнување, нека биде дека таму малку само бендисано, наречено првата кавадаречка колумна. Да. За жал, ние се уште немаме втора, што ми е од тој ранг, има обиди, кои што ги исклучително ги почитувам, но обиди во кои што едноставно да се напреваруваме. Некој е подобар, некој повеќе работи ќе остане запишани за градот. Колумната е суптилна, суптилен литературен обид е тоа, на крајот од краиштата, тоа не е можеби за писателите, професионалци, сериозно нешто. Но јас баш така, мојата кавадаречка колумна, посветена на Кавадарци, не се плеткам во другите градови, можам да коментирам само оно што го знам и што е околу мене. Се разбира, потврдено со факти. Што станува со видеоколумните кои ги почна и ги стопира? Мене многу би се бендиса и еден нов, необичаен за македонски прилики, начин на коментирање на состојбата. Јас се надам дека наредната година ќе најдеме модул како да го решиме тоа, бидејќи пред се кошта тоа. Голем тим за ангажирање. Тоа е мал документарен филм, да ми објасниме малку на гледачите. Да, тие 5 минути се снимаат 5 дена. Така е.
А за да оде интензивно секоја втора ден, трета, значи исклучително голем тим и технички и со човечки ресурси е потребно, се разбира веднаш отворен да кажем, станува збор за парите. Така е. Финансите, може би не се најважните, но се многу битни, една обична касета која што и сега врати, мора некој да ја купи. Ангажирањето на камерманот, на монтажерот, на локациите кај се кафе, работи, да се така напиеме, сето тоа вреди. Али, како една добра мисла за наредната година да сме живи здрави. Значи, сакам да определиме повеќе време за она што се случуваше, да, да го пуштиме на крајот од оваа емисија, така и се договаравме. Дали би имало уште нешто да кажеш, со оглед на тоа што тој материјал ни е околу 30-40 минутки и овој разговор така да ќе направиме на подолга емисија, што би сакал да ни... Ништо, само да го погледнете внимателно ово што се случува. Би ми било драго ако тоа што ќе го видат од снимениот материјал, едноставно ги поттикне да порачат барем една песна. Каде можеме да наредиме книгата? Тоа да, книгата моментално ја има во книжарницата Дирикон. Каде е таа книжарница? Тоа е од центарот Кавадарци, поранешната стара книжарница горна. На култура. Да, ова горна. Не се таму две на култура, така е. Сега една во Дирикон кај Кири неговата фамилија. Одлично. И кај мене. Лично. Лично. Добро. Па нека ја прочитаат. Мислам дека нека биде поттик и да луѓето читат и други книги. Освен мојата. Ете, нека им биде тоа првиот чекор. Книгата е богатство кое богатство. Не се купува со пари. Тоа е мојот блус, мојот живот. Значи, фактички колумните кои ги нарекуваш блузирање се тесно поврзани со поезијата, што интимно ја пишуваш и така и ова книга ја нарече мојот блус. Па би посакал да блузираш многу во твојот живот, бидејќи си многу квалитетен и штета е да не пишуваш. Ќе направиме уште многу работи, вклучувајќи ова година, се разбира, и професионално, кај што ми е работното место во Домот на културата, уредник на културни програми, и со пријателите, тие добри луѓе кои што се секој ден околу мене. Да ги задржиш и да земиш уште повеќе, да дојдат уште повеќе млади, добри луѓе, бидејќи ти си позитивен и јас не се сомневам дека твоето дело ќе се шири, затоа што кога имаш поддржувачи на твојата мисла, твојата емоција, твојот квалитет, тогаш е добро тоа. Значи не си сам, не си осамен. Можеби затоа ги имаш тие пријатели толку многу, бидејќи ти разбираат. А во тоа е богатството на твоето постоење или на било чие постоење. Точно. Сето ќе го видат гледачите. Јас морам да речем голем благодарам што ме повика вечерот да бидам кај тебе, во емисијата посакувам добро здравје и радост. И тебе, на твојата фамилија и на твојата компанија. Благодарам и ти многу уште посречни моменти. Благодарам. Одиме сега со снимениот материјал во саботата на 12 вечерта во 19 часот, таму каде што имаше многу народ, убава музика, многу позитивна енергија во Сокол Арт. Да видиме како изгледаше промоцијата на книгата Мојот блус на Маријан Тодоровски. Вечера во уметничко студио Сокол Арт се случат за прв пат две работи. Од отварањето на уметничкото студио Сокол Арт во собственост на ликовниот уметник, нашиот сограѓанин Ристо Соколов Сокол, на 22 декември минатата година се случија две ликовни изложби, она што е најтесно поврзано со студиото. Меѓутоа, вечера ќе се случи еден настан што е надвор од ликовната уметност, значи промовираме едно литературно дело, збирка поезија на нашиот сограѓанин Маријан Тодоровски. И во исто време ова дело е негов првенец. Значи, за прв пат се случува литературен настан во Сокол Арт и тоа се првото дело на Маријан Тодоровски. Охрабрени сме на овакви чекори од многу наши пријатели, од кој најголем дел гледам овде. Значи, тука се ликовни уметници, поети, поетеси, блогери, новинари, представници од локалната самоуправа, новинари, значи медиумите се со нас. Наши секојдневни другари по нашите и дневни и ноќни дружби, познати по градот и пошироко, и нормално од тие дружиња доаѓаме до вакви резултати во оваа атмосфера. Ќе проговориме за се.
за Маријан, за делото негово, за оно што не окружува, за соработниците кои што дадоа свој прилог во збогатување на оваа вечерашна наша дружба. Има што да се каже. За почеток, се знаеме сите, нема посебно да се представувам, но бидејќи јас сум во исто време и промотор на делото Мојот блуз на Маријан Тодоровски, а во исто време сум и домаќин и водител на оваа вечер, предност ќе дадам на дамата, на колешката вечерва, која што исто така е промотор на поезијата на Маријан Тодоровски, односно на збирката Мојот блуз, Билјана Ставрова Алаџозовска. Биле повеќе. Добро вечер на сите присутни. Веќе ме представија. Многумина и ме знаете и драго ми е што се гледам меѓу своите. Јас би започнала од авторот, кој не го познава Маријан Тодоровски, не знае ништо за кавадарци. Не ги знае Пици, Цанка, Надица, Ацо, Боро и да не ви кажувам сите. Не знае за Баухаус, за Еми, дискотеката Парк, па и Фени. Кој не го познава Маријан Тодоровски, не знае што е добро кафе и квалитетен лав муабет. Кој не го познава Маријан Тодоровски, не знае за радио Кавадарци и што се гледа од неговиот прозорец. Секој збор од оваа збирка песни е стварна, наиска, што би рекле децата од кавадаречките улици. И затоа тежи и боли. Затоа пече и целива. Еден совет, држте се. Ова е само почеток од големиот бран поезија кој Маријан го носи во себе. Маријан Тодоровски има што да каже. Би ви прочитала сега еден дел од неговата поезија. Песната со наслов Месечината и малку за сонцето. Вечерва месечината е осамена, ми кажа самата, таа вечна пријателка, и уште ми рече дека разговарала со звездите, им не достига нивната сестра. Уште ја малку ми рече, нека се радуваат сите на незината светлина. Сон. Беше само сон. Зборот дојде со утрото. Потоа ја разби тагата, ја врати на смевката и денот почна. Сон. Сепак сон. И затоа тогаш не се осмелувам да погледнам кон звездите, не се осмелувам да заспијам од страх ли, повторно да не се јави месечината, таа вечна пријателка на осамените. Зошто? Од убавини бре пријателе, послушам сонцето, уште еден стар пријател. Од срцето твое, вели, изникнала планина, ми вели гласно, планина од убавина, си пуштил мисла, си пуштил збор. Ми вели сонцето и силно блеснало, да ме огреало. Пријателе мој, си реков да му речам, огре и таму. Да кажи дека душава на две раце, со срцево заедно, ги праќам искрено. Кажи и пријателе, тоа го имам. Нека го зграбчи, нека го згмечи. Пријател нека ги направи. И пак ќе почувствува колку ја љубам. Пријателе мој, кажи ја ти ке пукнам, да ке препукнам, само очи да видам, сјај во нив, само еден поглед и ништо друго. Потоа ќе станам невидлив, тивко ќе дишам, да никој да не чуе, оти знам, пријателе, дека така морам. Та тогаш пак нека ме земе месечината, таа вечна пријателка на осамените.
Јас и Маријан Тодоровски заедно чекоревме низ животот кога го напуштија нашите најблиски. Взаемно си ги сонувавме покојниците. Взаемно се убедувавме дека се уште тука. Убаво е да веруваш дека не можеш ништо да изгубиш, нели? Одевме на гробишта кога ќе ни текне, а таму се сретнувавме секоја недела. И муабетот беше ист. Љубов, мир и толеранција. За мене Маријан Тодоровски е човекот кој ме научи да слушам музика, кога тој самиот не сакаше ништо да чуе. За мене Маријан Тодоровски е човекот кој пред мене ги отвори сите предизвици, а тој самиот немаше храброст да ги исполни. За мене Маријан Тодоровски е човекот кој ме најде кога јас сакав да исчезнам. И без страв и сомнеш, без болка и страдање, ме испрати напред и како да рече, јас секогаш ќе бидам тука. И остана заради сите вас и заради ова единствено кавадарци наше. И сето ова е за луѓето кои не поминуваат, за овие овде, за оние кои што ќе дојдат во еднината. Поезијата на Маријан Тодоровски луѓе не е филозофија, историја ниту сон. Поезијата е животот на Маријан Тодоровски. Затоа тежи и боли. Затоа пече и целина. Ката Маријан се роди на 10 метри од мојата куќа, живеа во моја мало. 4-5 години сум постар од него, меѓутоа живо се сеќавам дека тука живеа како први комши. Понатаму се знаем од тие млади години од 20 метри од ова место, од старото Корса. И од многу места на социјално дружење, како би се нарекле, со еден подруг речник, од доста ноќи поминати. Меѓутоа, ја ќе се задржам кратко на последните 11-12 години. Со него сме колеги, но повеќе од колеги. Нашата работа поврзува. Доста често знае деноночно да ги поврзи луѓето. Специфична е. Нели, домот на културата, без разлика кој со која професија се занимава, непосредно сме поврзани. Не делат многу убави и можеби малку поубави понекогаш нешта. Сме делеле хотелски соби, сме делеле заеднички кревети по разни семинари, по странство и по приватни куќи на пријатели на наши солабодници, со театар, повеќе со фолклор и така натаму. Може да кажам слободно дека тоа интензивно дружење произлегува едно заемно читање, препознавање и постои ден денес и се надам дека уште долго време ќе постои долга соработка. Долго време требаше да се осмели, како што велам јас овде во книгата на Маријан, да го спакува целиот негов живот помеѓу две корици. И тука не би должел, тоа е првенец. О мене е спакуван цел еден живот помеѓу две корици. Тоа е ова дело. И не случајно се вика мојот блуз. Милјана рече дека животот боли, пече и така натаму. Јас велам, блузот е тажен. Да, блузот е тажен, може би јас за некои мои години на 9-10-11 години прв пат со блузот се сретнав преку памукот, не носе наберени памук таму. Може би нишката памукот, макар што не мора да значи во овој наши подиви. Не сум видел арапи блузери таму во Афганистан и Пакистан, таму е афионот на нешто друго тера, меѓутоа блуз, джез, рок и конкретно блузот се навраќа, се поврзани со тиквишијата. Сега е да не должам да не поврзам со тешките маки на лозарите и со ова што предизвикува и бавото вино и така натаму. Значи, смислата на мојот блуз е повеќе слојна, нели? И поезијата е повеќе слојна. Наистина боли, блузот е тажен.
Таму негде на крајот, после неколку прочитани песни од мојот, ќе спомнам уште неколку драги луѓе, но сега за да ја прекршам вечерта едноставно да добие еден друг тон и едно друго ниво, веднаш ќе преминам на извадоци од книгата. Значи, ќе ви прочитам неколку песни. Но пред тоа трајче ќе го замолам да пушти нешто. Јуни 1991 година, недела, Љубљана. Здраво, Бурас. Еве сега се вратив под ручето. Се најадив граб, па седнав да ти напишам едно писменце. Пакетот го добив у петокот, една ден пред роденденот. Во истата ден и се изеде. Кај што знаеш, вчера наполни 20 години и тоа го прославиме со Кока-кола и кафе, а да бев дома сигурно ќе бев мртов пијан. Ама здрави, од година ќе прославиме 2 одеднаш, односно 2 одеднаш. Роден ден се мисли. А се надевам дека ти се напи нешто у моје здравје. Ова е извадок од писмото кое мојот брат Петре ми го испрати ден по неговиот 20-ти роден ден, да беше Маријан Тодоровски. Мојот блуз е посветен на мојот брат Петре. Во мојот блуз има 3 пеења, односно 3 подпоглавија, односно 3 циклуси. Првото е насловено за вечните 20 години, второто е полночни пеења и третото е блуз. Ова мелодија што одбравме во позадина, знаат само повозрастните, да не речем постарите, еден филм од тие времења кој што беше успешна. Серија се викаше Грлом во јагоди, со грлом во јагоди. Асоцира на многу работи оние кои го гледале. И додека тече во позадина, ќе се обидам да ви предизвикам чувства од вечните 20 години. За навек на оној што го нема. Распнат на столбот на срамот, исплукан од тугите маки. Плаќав за лагите што не ги смислив. Плаќав за лагите што не ги кажав. И се што знам и умеам, ќе му предадам на заборавот. Кој што еднаш се заборавив. Некогаш било и ќе биде за навек. 3 раки и конјак и чаша црно вино. Се давевме во порачките, секоја наредна поголем, дупла. И може би беше чудно, може би беше и тажно. Пиевме и молчевме. Тоа годините минати место нас разговара. И кога келнерот ги крена столовите, секој си го плати своето. Така било и ќе биде за навек. И кога ми го одврзаа постоењето, каменот остана да тежи. Карпа цела во грлото имав. Зарем да плачам? Зошто? Од што? Кога? И кога ми ја донесува сметката, платив. И за тебе, брате мој, и за себе. Не е важно. И онака го прекршив правилото. Морав, тебе те нема, а јас немам повеќе душа. Платив со неа. Немав друго. За гревовите не сторим. Бидна за навек. Уште една песна од овој циклус за вечните 20 години. На Великден во арт клуб Кавалерци едно поетско соголување. Избегната средба во ноќта спроти Великден. Заборавена свеќа во джебот. Сеќавања крвави уште еднаш. Спокојот намерно пронајден со Джоплин, Дженис е името.
пее и ми ја покрива повторно надредената болка од сеќавањата. А моментот свечен и во слава на нередот во оваа ноќ, кога повторно ми доаѓа на памет дека сум постар од сите. Од Дженис, од Джим, од Джими, од Курт, од Марк, од мајка ми, од брат ми, дека сум постар од сеќавањата. Се сеќам на оваа вечер која пишуваме песната. Трајче можем да не со нешто друго. Виктор Кимов е тука. Со нас уште еден врвен уметник од градот и пошироко. Ајде, добра гитара. Ако еден ден тропнеш на мојата врата, ноќ исполнета со безнадеж, криво сраснати желби и осаменост длабока до бескрај, чувствувам студенило во крвта. Ке сретнеш човек кој забележа први бели во косата. Ке сретнеш истрошен јунак ако еден ден тропнеш на мојата врата. Последни денови од гроздоберот, низ градот се шири сладок мирис од пресна шира. Лепливо струи низ воздухот, а јас сув и кршлив од третките во дворот на напуштената куќа. Не би ме препознала ако еден ден тропнеш на мојата врата. А како да ме препознаеш кога и самиот не може? Се гледам во распукнатото огледало, кога ги гледам празнините на својот живот, празнини што не се пополнуваат со ништо, големи се ко желбата, ко страстното посакување мое по тебе. Се сетиш може би, ако еден ден тропнеш на мојата врата. Побрзај. Времето што го имам дотрошува. Ете, очекував болка, па и страв. Но се е лесно и мирно. Еви и ракава сама се движи, чудно. Кода сум среќен, вака напуштен и сам. Но чувствувам, сепак, одот ми е побавен и пократок. Може би ке ме најдеш ако еден ден тропнеш на мојата врата. Погледам часовникот, неговото одбројување не ми значи повеќе ништо, а некогаш се плашев од времето кое пребрзо минуваше. Премногу може би, премногу небожни нешта во моите мисли. И еве сега тишина. Застанат на прозорецот, чувствувам ќе падне дожд и се ќе измие. И се почесто помислувам дека нема да најдеш некого ако еден ден тропнеш на мојата врата. Следната песна од овој циклус последни, ова полноќни пења, се вика мојата предпоследна песна. И денес сеќавање. Зима, топла соба, бескрај разговор, изминати часови и недостиг на време. Ток, немирен сон. Во денот потоа ги трошам сеќавањата. Гаснам ко свеќата пред мене, случајно запалена. Ја чувствувам тишината што го освојува просторот, чија намена е далеко од мене. Намерно ќе го слушнам твојот глас, следното предпладне, длабоко обземен од она што го немам. И ќе тресам глупости во мртвиот апарат, надевајќи се дека деновите кои ќе бидат полни со снег и побелено небо ќе донесат некои мали, радосни нешта од твоето срце откинати. Неможноста да ја преминам далечината ме прави секојдневен. И во овој простор, чија празнина убива, ги редам зборовите, ја зацврстувам осамата, бегам од себе, занесувајќи се дека еден ден ќе го почувствувам мирисот на твоето неспокојно движење. Ближи Божич, спремам нар. Малк, вечен поклон. Една песна, чиј наслов ќе е толку обичен и ќе се вика За тебе, мојата последна песна. Одеме со последниот циклус Вики Блуз.
неверник со поднаслов А зошто умре Раци? Тивкоста на далечните предели, моќта на мртвите идеали, одекнува низ мислите и ствара пајажина, густа ко корените на уморните херои, кои се почесто се валкаат во пепелта на своите дела. Бела ноќ и лажни патриоти, развеани туѓи бајреци, копнежот по неможното носи замор. Утра пак некои идни, чудни, ќе ја покажат, ќе ја откријат ефтинијата на постоењето, секојдневноста на смртта. Скриеното жуборење на повторно родената река расте, станува татнеш жуборот, излегуваат на виделина коските на прастарите, а сјајот на новиот ден го открива сето црнило на животот. Лаат кучињата и беснеат овчарите. Болест им донесе гостинот неканет. Во нема молитва се, со поглед кон всеможни, а него го нема се скрил за доблаците, или пак не постои. Може би раката треба да се раздвижи, да почне одново денот, да се врати спокој. Трај, велат старите, тие знаат се. И картите се одамна отворени. Чавките ти го испеле умот, синко, велат, и повторно мудро молчат. А само да знаат, од поодамна за мене се мртви и не ми значи ништо нивното говорење. Не им верувам. И се почесто го сеќавам студенилото. Неверувањето станува потреба, празнината царува, а враќање нема. И барам место кај што нема никој. Та таму може би ќе престане дивиот повик, темната мисла, белки ќе се отвори небото. На едната рака 5 прсти, на другата ниједен. Само кола коста. Чиниш, толку се и милите. 5 прсти, 5 мина останаа. Грешна е мојата душа, повторно родената река, прачуваат, зарем попусто расте и стануваат татне жуборот. С краја било смртно повторно да ја видам. Оти корените, ете, ми се сушат. Сила некоја ми го одзема с дивот. Барем, уште малку да си потрајам, да дојде денот што го чекам, може би. Тогаш некој ќе знае да каже каде сгина убавината. Март 2002. Затоа ќе имаме време на кратко да ви кажам посега. 35-тата. Со мразови ја стегнав душава. Со ланци од трни го врзав срцево и со години градам дзидови околу себе. Се почесто размислувајќи да заклучам и да го фрлам клучот, отичинам само така ќе престане копнежот. Чинам дека само така животот ќе се пронајде себе си и ќе престане да биде товар за добрите луѓе, ретки во времето. Ќе престанат силните спомени наталожени врз спокојот. Чинам дека само така нема да паднам на дното, во калта на срамот и невратот, и ќе престанам да бегам. Има ли душа во гроздот што го скинав завчера? Има ли душа во небото што ми тежи деновиве? Има ли душа во ноќта што ме крие од дамнина? Во очите перени во сонцето, устните жедни убавина? Има ли душа во животот што ме мами да го терам и натаму? Има ли душа во годините што останат? Сум за крајот поезијата, од третиот циклус блуз. Песната се вика Чудо второ, или Мојот блуз. Инако е инспирирана од песната Тако е говорио Јосип у црној јакни еднога дана, кад се црнило небо над Загребом надвило. Тоа е песна на Раде Шербеджија. Еден ден,
ама еден стварно убав ден, кога ќе се зберете и ќе седнете, кај Дејан, например, а кога ќе ги распостелете тоа пијачките и муабетот, некој ќе рече, се уште е тука, ма ќе дојде. Ти дете донеси конјак со мраз и лимон и кисела вода, ќе дојде тој сигурно. Може би заглавил со трајка на некој шанк. И кога ќе го разврзете муабетот, некој од вас ќе се сети на блузот. Тој вечен печат на тагат. Некој ќе се сети на рок-н-ролот. Тој сопатник низ времето и невремето. Ќе се сети на ноќите, може би во Еби, кај џимата, во арт-клубот или астрато, во галерија, полни со добра музика, а друг ќе повдене за жестоките времења во Баухаус. Да, знам дека нема да заборавите да ги спомнете долгите денови во Руберто, кај шупелката, криглите пиво, кафињата средни без шекер и разговорите од цара до стопан. Беше пријатно на уметниците да се сети некој, спомнувајќи ги долгите ракијарски пресветки со некултурата, па и колумните и радио емисии. Ќе рече некој, знаме што тој прсти по еденото секојдневие на чудниот град распослан на двата брега од лугата. И сега доцни на масата, да пришува нешто. Се уште душата му сакала да биде пристојно место за живење. Ма, ќе дојдам јас секако, може би не денеска. Само вие бидете тука. И заедно разговарајте за следната театарска представа на Ацо, за новите ликовни магии на Ристо. Пица ќе ги спомне Надици и Ѓелавиот, биле ке пијана на роден ден. И кога Дејан ќе донесе врелата пита, ќе пристигне Пецо. Биле по риба со поран, ќе каже. И пред Ристо да го повлече следниот потег на платното, порачајте дупли конјак со мраз и лимон. А ќе дојдам сигурно. Само да допијам овде. Не сум ги видел добриве луѓе од поодамна. И ете. Зашто потенцирав на песната на Словена 35 март 2002, сега ќе го поврзам тоа и ќе кажам што работи што сум должен да ги кажам, што чувствам страшна потреба да ги кажам, но луѓе ги знаат, меѓутоа ова јавен собер на луѓе не ги знаат толку добро. Ова вечер беше планирана минатите недела. Како што обично бидува во животот, работите сами се наштимуваат, што велат музичарите. 35-та е 35-тиот роден ден во март 2002 на Марија роден 1967 на 3.3. И многу јубилеи, некако и многу исти цифри ни се повторува минатата недела, и затоа решивме вака. На 3.3 е роден денот, на 4.4. На 3.4. 44 години полни. Тоа бе некој од тие знаци, книгата секако ќе беше готова. Меѓутоа, повторно ни побегна еден од нашите драги луѓе и го поместивме се тоа за ова вечер. Никогаш не е доцна, спомнати се луѓе кои што мора да се спомнат. Значи, да не забора не само луѓето околу годините, јубилеите и случајностите тоа говориме. Ова 2011 година е 15 годишнина од Типеш рок-фестот. Тука има плакат пред мене. Марија беше еден од соорганизаторите, тоа беше еден од најуспешните рок-фестови во историјата на Кавадарци. Значи 15 години. Годинава се навршува 20 години од кога почна да пишува новинарски написи во Дневниот печат. Инаку, горе-долу, сите знаеме дека е колумнист, дека е интересен блогер. Работев еден проект кој што се викаше прва кавадаречка колумна, блузирање, телевизиски, екранизиран. За сето друго со кој што се занимава тој духовито ќе каже.
Ќе видите книгата, меѓутоа ја само 2-3 збора. Били се дружи со роднини, пријатели, другари, драмски, ликовни, музички, кулинарски уметници, има свој став, ја пишува првата календаричка колумна и така натаму. А вели дека нема литературни амбиции, поназад вели дека се занимава и така натаму. Многу ми е мило што од 5 прсти на едната рака, тука се луѓето, тука е Чичко Иван, тука се Цанка и Надица. Предолго би трајала ова вечерна презентација на поезијата, ако спомнам дека во една песна, мами се чини дека во 2 тематски обработен, онака поетски, джемперот на баба Цанка, испретениот. Другите ги слушнавме, мене ми останува, пред да го поканам Маријан, не можем да го видам од тука, знам дека врие од емоции, да спомнам само вака. На почетокот кажа дека сме во уметничкото студио Сокол Арт, на Ристо Соколов, дека ова е првенец на Маријан како книга и дека ова е прво литературно представување во Сокол Арт, но Сокол Арт начело со Ристо Соколов, Сокол како собственик, не би бил Сокол Арт ако не е тимот на Сокол Арт. Чест ми, јас сум дел од тимот на Сокол Арт. Маријан Тодоровски е дел од тимот на Сокол Арт. Билјана Соколова е дел од тимот на Сокол Арт. Дези е дел од тимот на Сокол Арт. Алберто и Трајчи се најмладите членови на тимот од Сокол Арт. Од ликовните уметници најчесто е Ванчо Кеков со нас. Тоа е Сокол Арт. Простете ми, нема да... Многу луѓе можем да спомнаме, тоа е најтесниот круг. Атмосфера во која се наоѓаме, значи, освен она што велиме сценографија, од минати време и од она што е целиот живот на Маријан Тодоровски, овие плочи, стрипови, книги, весници, плакати, постери и така натаму, имаме една од трајните поставки на Ристо Соколов, значи од различни циклуси и од пријателите лични на Маријан, не само на тимот на Сокол Арт, туку најличните пријатели од ликовните и фотоуметници. Кога спомна фото тука, значи има, окружени сме со уметнички фотографии на Тони Косев, а освен делата на Ристо Соколов, освен делата на Билјана Соколова, тука во галеријата вечерва не исполнуваат делата на Кире Казанџиски, на Васка Дудин, на Ванчо Кеков, на Дејана Стратомелов, кој што, ако е кулинарски уметник, е ликовен уметник, тој не го признава, тоа јавно. И Маријан кој ќе се вратише го заборав, мислам кој ќе дојдеш на микрофон. Ако евентуално заборавив некој вас кај да спомнав, Кире Казанџиски, има негови дела. Аз се Билјана кажа се. Знаеш, затоа и те двајца се промотали на мојот првенче, на мојот плюс, до кој што е збран мојот живот заедно со сите овие постери, книги, со сето оно што Ваца го кажува. Книгата точно полна со тага, но и со оптимистични моменти кои што ми кажа дека животот не заврши. Тока си ова вечер, поради сите вас кои сте овде, благодарејќи на тоа што ме почестивте. Искрено ви благодарам за тоа. Книгата посветена на мојот брат Петре, на неговите вечни 20 години. Пред 20 години тој замина, но тука е вечерва, неговиот дух е со мене. Че вие така седа дека постојат сечувањата, додека постојат луѓето кои што го познаваат него, што го познава емоции сум полн. Премногу им благодарам на Билјана и на Ацо што слободно го кажа тоа што има да го кажат. Мислам да прочитам песна, не се договорил со Ацо кој која песна ќе чита, така и треба, нели? Но тој прочита вместо мене последната песна во книгата. Но ќе прочитам само еден изводок од една нова песна, настаната Демојве, и се надевам дека
ќе се најде некаде, ако не друго, на некоја интернет страна, може би на мојот блог, оди вака. Вечерва ќе ставам крај на се. Како тоа прашуваш, драга моја, кога не успеавме да го видиме ниту почетокот. Може би затоа, драга моја, токму заради почетокот, забораваме брашината на уништениот град, некаде меѓу лудите фасади и замислени ликови вкочаните на терасите полни со туѓи сеќавања. Некаде меѓу малиот плоштад и долгата улица, чија дефиниција се изгубила попатно, може би се гнездила во нечија хацијанда. Вечера ќе ставам крај на се. Немој ми велиш, драга моја, дозволи да те убијам и да заминам. Читаш мисли чинам, драга моја, убij ме. Убij ме, ама нежно, да не се вознемират птиците кои што туку ја најавија пролетта. Убij ме нежно и брзо и нека нема крв на фармерките, конечно фино избледени косечавањата на градот. Вечерва ќе ставам крај на се. Макар на хартија, че жолтино во годините кои доаѓаат, ќе подсетува дека еднаш постоела надеж, желба, дека еднаш постоел зборот. Благодарам на сите што се вечера овде. Автор на овие работи, освен сценографијата тука, корица, книга, плакат, флаер, останати работи, Билјана Соколова. Место Виктор Кунов беше со нас вечерва. Ќе биде Зоки Дези и ќе последеме извадоци, избор на музика од следнива луѓе. Го Ѓоко Колев Бебис правеше избор на музика. Трајче Панов правеше избор на музика. Златко Бузевски Паја правеше избор на музика, се од разни периоди на дружење со Маријан. Заборавихме ли уште неке? Мислам не. Сите се спомнати. Ако не друго во книгата на крајот, а имаме еден текст во мене писава во дружењето, ќе ви дам да го прочитате, се има. Ама сакам пред се ова вечер да го речеме да големо благодарам на Ристо Соколов Сокол, кој што благодарејќи на него и настане ова книга, ова дело. Ристо, хвала ти за се.